Во ова епизода ќе гледате. Нема беше, не е проблем, ама сега зашо жо. Зашо бе, девојче ме мразиш бе, ните ни знам. Мислам дека ќе биде оген љута на мене, ќе биде, абе, дете. Леле луѓе, тој период колку не ме сака. Имаше нели кадеме Гоце Делчев и Кирил Методи у ривалство. Знам дека тоа на Димакот Торе. Една девојка ми залепи шлаканица. И се будам со Бајли и викам, веројатно знае дека бевме расположени, дека пиев малку, дека на шега го кажам да. И пишувам. Викам, абе, Јецо, вака и вака, викам, како иде, викам, тебе во Македонија која те објавуваат. Не те личи на титула, на професија, на позиција, не те личи да ми ја видиш параката, ништо да не вратиш. Една недела пустоа татко ми починува, иако татко ми не беше таму да ме заштити да го направи тоа, на некој друг начин. Интересен начин он успеа во тоа. Мене никој ништо не ме праша, мене ме седна на микрофон и збори. Не е за внимание, не е тоа, јас сакам внимание. И ја бев тргнат од телевизиски проект, затоа што мисица некоја на Македонија, не знам зашо беше прогласено, и ја донесоа она да биде водителка, не знае да бекне 2 збора. Тоа, да не се фалам, Ненад секогаш бил најдобар. Ќе бира само тие што стварно се добри, што добро го испеале делот ново. И ја влагам и отиде со Ненад, и викам, и ми доаѓа и мртов сериозен, не вика, ние бараме, вика, женски вокал у група, вика, да ми се јавиш, да дојдеш, вика, на проба, кој ќе се пријави да прави нешто, и јас се пријавам со исто Бионсе да играм. Бионсе за сиромашни ќе речем, за светеникар. Сексот во автомобил, како го испинува и како го извртя. Отвара врата и ми вика, ти си онаа што неќе секс у автомобил? Маро мори. Па не прави, ама. Толку многу ме знаете и знаете што да прашате. И ајте, луѓе, Ајде, окей, добро вечер, Свети Николе, добро вечер, Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Ивана, па како си ти? Еве, баш сега ви се жалам дека ми се спие и нели неврзан муабет правиме за тоа дека бев на пица. Ама веќе не сум. Ноќна птица сам и ја мислеше дека, мислам, ево ти само си кажуваш дека и ти си била и многу ми е чудно да прифатам дека више не си. Некако не можеме тебе да доживувам како некој што ептен цело време нешто мора да праве, како не ти е доволен еден ден, 24 часа дека не ти се доволни. Ама верувам па и дека обврските сега прават своето, нели? Не, но менјат се времења. Не, на пауза сум од јануари, сум на пауза, значи менјам темпо, на пауза сум од јануари, заклучно сега со јуни 6 месеци, друга верзија од Ивана Апгрейд. Нова Ивана. Ивана е наше дете. Штато Ивана е наше дете, Свети Николско дете, Свети Николско девојче, моја генерација исто така. Школска генерација збора. Мислам дека сме една година разлика, јас сум 90-та, Ивана е 89-та, така беше, нели? Да, јас сум ви баба, јас сум годините. Леле, стварно Ненад, па многу. Ќе прešćemo, добро. Сега си кажуваме годините. Ќе прešće. Нема да прešćеме, не е проблем, ама сега зашо жо. Да, не, па добро, дека сме генерација. Јас сакаше да кажам, значи јас и Ивана се знам од тие школски денови, уште од прво одделение, па се до 8 исто школа беме, у различни класови. А Лорета, не знам, дали се знаете вие лично или? Ау, не, само професионално. Има ли некој Свети Никола што не се знае лично? Нели? Па тоа сакаше да кажам, да. Не. Чекај сега, пред вовет имаме многу интересна дешавка сега што ми се случи пред некој ден. Прво морам да кажам на сите што не гледаат дека ја немам ништо против мојот светиниколски дијалект, ама мене толку ми е природно кога ќе сум пред камера да почнам да си зборувам литературно, што може ќе свичнам со тек на време, ќе почнам јас светиниколски, ама некако ми вака ми е полесно. Со нас малку подружи се малку и ќе видиш, ќе направиш свич на копчето. Не, целта е да ти биде убаво, сваќаш, да бидеме опуштени. На нас моментално така некако природно ни иде, па сосема те разбирамо. Ама па и ти никад не си зборила оно светиниколски, нели? Знаеш како дијалектите се богатство, тоа е ништо најубаво на цел свет. Меѓутоа, у професија кај што бев ја, например, на вести да си или на утринска програма или на нешто што е официјално македонска програма, за мене беше многу лошо да им зборувам на дијалект. И мене цел живот ми беше правилно говорење,
алатка за живот и за плаќање на сметки. И јас секогаш сум била за тоа. Подкаст е некоја неформална, опуштена верзија на емисија на шоу, кај што буквално секој може креативната слобода да си ја изрази. Меѓутоа, сега замисли на вести да пуштат секој како на дијалект што се зборува и да си одат вести да така. Ја мислам дека мојата професорка по јавно говорење, водителка од рани години во Македонска радио и телевизија, мислам дека ќе биде оѓен љута на мене, ќе биде дете. Тоа ли те учеше ја? Да. Ама да се вратам на приказната за Свети Николе. Луѓе, многу интересна случка имав пред неколку дена. Имено една девојка упознавам и ми вика, знам една девојка од Свети Николе. И ми ја покажува на слики. Ја немам поим која е девојката, не ми текнува, може не знам од постари генерации, мислам дека и може нешто сме се гледале низ Свети Николе, ама вака да се сеќам на неа, не се сеќам. Да. И постираме ние слика со девојчева и она исто време праќа порака од кај па ти со таа. Чекај, зашо бе девојче ме мразиш бе, ните ни знам бе. У Свети Николе, па да, па у Свети Николе гледаш, ние сме мало конзервативно место со многу предрасуди, Ивана, ти тоа си го осетила и на своја кожа, пошто ти си дете на телевизија. Ти си дете од телевизија. Ама да знам некако, ќе разберам, сега ќе има некоја комуникација, зашто Ама она тебе те знае. Ама она тебе те знае. Па тоа кажува се шо. Тоа се кажува за едно општество, не е дека некој не е имал такви ситуации или ја или не, но ако сретнеш некој друг, знаеш, таа ли, ти немаш појма за кој збориш, дали ни кафе не си испил со тој човек, па за да видиш дали... Тоа мене многу нервира. Тоа се тие предрасуди некој. Што судат уше пред да те запознаат, стварно. А тоа е отров на малите места. Да, како може на некој да ти е антипатичен, ајде да разберам, ама да зборуваш против личност што не ја знаеш. Да. Која е причината на крајот денот? Зошто? Шо? Не знам, не знам. Сега не се знаеме лично, не знам што е работа. Бодеш у очи и истакнуваш. Тоа е така, и така ќе биде, мислам, тоа тешко да се искорене. Твоите почетоци, Ивана, се у Свети Николе, нели? Сите. Не, ако збориме кај сум родена, у Велес. Добро. Јас сум штипско дете. Почетокот. Јас сум па штипско дете. Тука малку професионално радио Свети Николе, мислам. И тоа на, па мислам дека бев 6 годинки. Знам дека не знаев да пишувам и дека емисијата се викаше Шеговито катче и дека татко ми ме учеше шеги на памет, за да идам у радио пред микрофон и да ги кажувам во емисија. Затоа што не знаев како да ги напишам. И ги учев на памет. Јас се сеќавам на тебе. На 6 годинки у радио, а мислам на 7-8 у телевизија Свет, така нешто. Многу брзо. А која телевизија? Која друга? Како бре на 7-8? А шо имаше на тебе Свет на 7-8? Звездени игри. Нешто детска емисија беше, нели? Дечки, ја мислам да не ме барам по архива, ама мислам дека сите ми бевте гости, па мислам дека и ти, Лори беше на гости, Ненад беше дефинитивно таа емисија на гости. Ја мислам дека од Свети Николе стварно нема кој не ми бил на гости од Звездени игри. Чекај бе, мене го... Да барам архивата. Леле, немој да тражиш. Не памтам вакво нешто, шо е работата со мене? Нема шанси Ненад да не си бил, затоа што беше емисија кај што гостува буквално сите. Кој песничка, кој расказ, кој цртеж. Па сигурно сме биле па ти. Тогаш јас се сеќавам телевизија Свет, па и стварно редовно се гледаше и мислам од толку мал... мал... Нема Волку Кабловску, што па не беше... Па немаше Кабловска, нели, немаше толку опции, немаш Netflix ти, за да ама ќе си гледаш ТВ Свет. Таму иде честитки и поздрави. Добро, тоа беа тие некои времиња такви. Ама, добро, ти си била паралелно и на радио и на телевизија, горе-доле, нели? И некако у исто време имала ли си можност да не знам, да проценеш што е поише за тебе? Дали радиото и телевизијата уште од тоа време или? Кај се не фаворизира радио, а ја телевизија. Ја, например, обратно. Ја од секојаш знаев дека е радио, затоа што не знам зошто мене беше секојаш проблем шминка, облека, косата да ја чешла. Ме сега за подкаст, дечки, за кај вас, ја викам
Значи, нема ли некоја опција да си ставам филтер и Да си направиш аватарче со вештачка интелигенција, ти само да си збориш, да си биде нека визуелниот мрда, приказ. Ја од измислиш тоа. радио таа причина. И ти си, значи, Сум радио човек тим. што многу ме нервира дека треба да се спремам, дека треба да се чешлам, дека треба да изгледам на нешто. На радио можеш кога сакаш. На радио можеш. У пижами. Едноставно е. У Секако пижами. можеш. А Ивана, имаше ли у тоа време, како, например, твоите, не знам, другари, децата, како реагираа на тоа што ти беше, ете, јавно лице, на толку рана возраст и сето тоа, сеќаваш ли се? Имаше ли поддршка или беше им чудно? Знаеш или, како? не знам. Додека идеше од Звездани игри, мислам дека тоа беше уште као почетоци, горе-долу беше окей. После знам дека со Торе сладоледите почнав емисија. Да, на таа ја се не знам за која, таа сите ја паметат, затоа што таа не знам зашо доби многу на популарност. И ако не сум грешка, мислам дека одеш исто и штипи Велес на локални телевизии, затоа што беше наградна игра ништо за Источна Македонија, за Да, имаше фрижидер со сладолед, знам нешто у студио, да. Чадор. Така, точно, да. Сладолед можев да јадам дека терав емисија. Да. Сега, малце кога ќе си го вратам филмот на назад, пак и јас сум била мала, ама како го викаме ние тоа чепатничка, оние кои се малце децата такви. И јас сега, например, такви луѓе не би сакала да бидат у моја близина, не знам, ама ти си дете. Значи ти ако се малце така однесуваш, тоа е затоа што мозокот не ти е развиен, уште не знаеш како, не знам, леташ у облаци. Едноставно си дете. Повеќе некако игра тоа на некој начин. Да. Не знам, значи не знам како да кажам, мене ми е дури чудно лигавењето како зборувам тие работи од тоа време, ама дете сум, шо знам, 8-9 години имам. Точно. Ама точно се сеќавам дека луѓе тој период колку не ме сака и моја генерација, другарки, постари од мене. Не знам, значи знам дека тоа надимак од Торе. Не дека ми сметал, сваѓаш, не ми беше гајле. Сега Лорита се сеќава. Па чекај, јас сум стар бе човек. Ма не, јас се сеќавам. 40 ударам, чекај малце одамна. Јас се сеќавам на тоа. Ама мене не ми е било и не ми е уште, например, јасно зашто тоа би било нешто. Па тоа не е. Не знам никако да објаснам. Значи ќе шетам по парк, се дерат по мене, Торе, ја ќе вратам да те заболе или не знам нешто, знаеш како. Па добре, не си останала дужна. Ама, по денешна дефиниција, веројатно би го дефинирала како булинг, затоа што една девојка ми залепи шлаканица, се сеќавам на таа девојка ја знам. На скали, као демек, ти се многу за нас, ја ваква гледам сега да пријавувам кај класен, да не пријавувам као... Девојката е 4 години постара од мене, значи тоа ти е веќе дупло генерација. Да, и веќе формирана малку личност, нели, зашто би... Да, и таа реакција ми е чудна. Знам дека на физичко знае од другите класеви, одредени девојки што ги знам, да ми со машки не толку проблем да имам, они не се замараат, ама девојчињата знам дека ми крија патики на физичко, нешто такви глупости имаше. И не обрќа внимание, као знаеш, part of the job, ајде, као си викаш, нели тоа е. Да, ма не ли ти оставила некоја трага од детството, као што викаш, тоа е практично булинг. Не ли ти оставила малце така да се осеќаш? Ама знаеш како, ние го дефиниравме као булинг ние у наше време. Ние го дефиниравме као љубоморни ти се или не знаеш да процесираш што се случува. Ама му се жалев многу на татко ми, као демек, ајде иди до школа, као знаеш, прави муабет, видиш што како ќе биде. И баш мислам дека недела дена или така нешто, некако го убедив конечно да оди во школа, да зборува со наставниците за тоа што се случува или као зашо патики да ми се кријат на физичко и ред други работи. Една недела постоја татко ми починува и магично нели додека се случува смрт на родител, сите околу мене што ми правеа такви проблеми, сами дојда да се извинат и да ми бидат другарки или да се дружат со мене. И се знаеш како викаат. Не планирав никој да растажувам, ама знаеш како дојде као, иако татко ми не беше таму да ме заштити да го направи тоа, на некој друг начин. Интересен начин он успеа во тоа. И
После тој момент нормално дека следува брзо созревање, не си истата личност, не си веќе дете, не си разгален, не си размазан, веројатно јас созрев многу побрзо и после тоа веќе немаше ништо такво. Магично буквално престана се. Сега не знам што Интересно друго. приказна и ја имам такво некое слично искуство, да речеме, со булинг и многу добро знам како тоа. Мене ми се случува и до ден денеска да имам. Па тоа не знам се вика више булинг. Тоа на работа се вика узурпација на работно место, ако е на работа. Ма какво работно место? Или мобинг, Знаат да или како префрлат беше? за се и свашта. Ја вчера ево со кола идемо до маркет, отварам џами, туфче да излезам, обожаваат сите кучиња вали да им удира воздух у глава, нели, ужива се, разгледува си. И тука негде кај судо, као малку успорува му еден човек на точок и му прави на кучето. Чека бе малку, шо ти е на тебе? 80 години човек, он провоцира ја кучето, кој да ме чека да видите вие. Добро, и прашањето е дали заради татко ти, и дали, пошто и татко ти е бивши новинар, така? И сега, дали заради него, од љубов спрема него, од тоа што рано си го изгубила уште од детството, дали заради тоа продолжуваш со таа професија? Нели мислиш дека ти е наметната или чисто од љубов, спомен спрема татко ти? Тоа више било всадено. Таа Или љубов. всадено ти е некако? Јас често знам да се шегувам со тоа, као мене никој ништо не ме праша, мене ме седна на микрофон и збори. И као никој не ми рече како сакаш или не ќаш. Да. Нема врска, не. Знаеш како, ја сум ко навиена од мала. Сите дома што ме чувале знаат, баби, тетки, дедовци, све. Ја не престанував да зборувам и веројатно тоа е веќе талент што се некоја генетика Генетика, да, ти веќе си го имала тоа во себе. Што е најинтересно, мислам дека и мајка ми апсолутно би можела да биде подкаст да има, само што веројатно не се пружила прилика. Така да сум комбинација од двајца родители што се окей да бидат entertainments, да ви речам, значи да бидат центар на внимание, да бидат околу луѓе, да анимираат луѓе, да разговараат. Отворени, да, open minded. И не знам, мене никогаш не ми беше ради татко ми, веќе она кога ќе почнеш со медиуми, многу пати го објаснува тоа како зависност, како нешто од кое имаш потреба и е многу точно. Еднаш шум ќе го вкусиш, не е за внимание, не е тоа јас сакам внимание. Тоа е интересна работа, да. Конекција, енергија со луѓе, да споделиш, да кажеш нешто. Да. А еве сега имаат барем прилика сите да го видат преку Инстаграм, нели секој втор, трет, ако малце направи повеќе фоловерс инфлуенсерка и можат да осетат колку е зависно да постираш, да комуницираш со луѓето. Сега да, никој од внимание, ама некој чисто е конекцијата им многу. Тоа е канал кај што можеш да, апсолутно. Да. Тоа е тешка психологија. Ја му кажа, нас за некои 10 до 20 години сите ќе ни прават психоанализа според профил. Кој шо, каков. Ивана, ти викаш многу на спектрумот, како и да е. Да, многу збореш, нели самата си кажуваш, а имам негде прочитано и слушнато дека не знам дали е точно, дека касно си презборила. Или не е точно? Да. Кој парадокс? Еве на не збори. Кога ова дете ќе почне да збори, кога ова дете, дете не престанува да збори. Ама кога почна, па више пак не застанува. Нема собират. И точно, знаеш како, имам многу приметено по другарки мои, посебно деца во странство што живеат, еве не знам кај Лорија дали е така ситуација, кога му зборуваш на повеќе јазици, кога меша и македонски и друг јазик што живее, покасно прозборуваат, ама после тоа се одлични со јазици, одлични комуникатори се, мозокот им брзо работи, така да мислам дека се што малце покасно ќе почне е уствари многу подобро. Минува што се вика тоа друго после, да, така е. И добро, сега тука после тие моменти у Радио Свети Николе и Телевизија Свет, нели завршуваш основно средно у Свети Николе и претпоставувам дека више тука некаде со факултет ти излаваш од локално ниво и идеш на Не. Јас се убив од плачење, од мулење
седмо оделение почнав или шесто оделение го почнав тоа, до 8 да молам мајка ми да ме запише средно во Скопје, да не останам во Свети Никола. Значи тоа беше убедување. Делумно беше заради тоа што чувствував дека сакам повеќе од тоа што го имам во Свети Никола. Што Свети Никола, да. Не дека немаше, нели, пак имаш радио, пак имаш телевизија, ама ја тогаш веќе почнав и караоке правев, нели, по кафичи, некогаш знаев да водам оние Oriflame забави, нешто такво, па ќе да ме увеле, сај штипки имаме водење, ај кочање, ај вамо таму. И некако ме беше као сакам надвор, и знам мајка ми секогаш ме рекаше. Да, и мајка ми секогаш, аме, доста таму, прва у село, последна у град, ти мислиш така ќе ти биде лесно, вака, така. Леле, мајко, која сватив уствари дека она нема да ме пушти ја да учам у Скопје, депресија, затоа што имав ја за себе слика дека имам тетка која исто новинарка, имам роднини што се повесници у Скопје, ја бев сигурна, нели, дека тие луѓе, еден телефонски повик и еве дојди у телевизија, дојди работи. Да. Јавев као мама, ти не ме пушташ, нели ова, така ми правиш, ова ми правиш. И гледам дека нема да ме пушти у Скопје, ама се нафати среќа, имаше некое приватно училиште за таленти и нешто беше водење, глумење, не знам, повеќе беа курсеви. Дисциплини, курсеви. Не ми текна се на името, нешто школа за таленти, нешто беше така и направивме компромис ја за викенди да сум у Скопје на таа школа. Као петок, сабота, недела, сум таму. И тука веќе дипломату што од мали нозе гледаш и преговори со мајка ти Ама не знам зашто не ме пушташ у Скопје и не ме пушташ, а толку многу сакав од прва средна. Релативно млада си била. Реално, и, како родител. Знаеш што беше? Доаѓам у прва факултет у Скопје, звонам на сите овие роднини по телевизија, никој ништо, нисо мал прст да мрдне. Оно као, не, добро, ако си водела у Свети Никола, супер. Никој ништо. И мајка ми наоѓање преку работа, колешка, незина сестра или не ми текна како беше конекцијата, што работи во Алса телевизија, и уствари жена вика као, ајбе нека дојде девојчева на разговор да го видиме, нели, ако е добра, ќе дадеме одма простор у телевизија. И одам на еден разговор, се враќам у Свети Никола, цела исто депресивна, викенд беше дека не ми се допадна како помина тоа снимање, од Јалсат беше и уште мислам, одамна не сум била со технологија, со камери, со се многу напредна телевизија, од видено уживо. Значи јас сега од локална телевизија Свет одам таму. Пред 6 камери, не знам кај да се свртам, значи не знам како да функционирам и одам дома во Свети Николе за викенд, разочарана, као еве мама беше управа, ништо нема да биде, вака, така. И ми звони телефонот од Алса телевизија продуцентот, као демек ајде на терен бела ноќе треба да снимаш одма, тука знам звонење кој ќе ме носи до Скопје, организирање се така. Ивана скока од среќа. Кој знае колку си била радосна. Тоа е голема трансформација, нели? Па тоа е трансформација, да. Тоа е момент што почна. конфети момент. Да, беше интересно. Интересно, не сум ги знал нели тие детали. Добро, тоа се моменти што она не ги споделувала, не, но ја мислам дека ја и ти сме први што и правиме интервју по така. Не. Па не први, колку многу ме знаете и знаете што да прашате, оти другиве се или оно, знаеш, кога се устручаваш да не прашаш, ај до кај идеш што да прашаш, ние сме блиски, се знаеме, пак од исти град сме, генерацијски, тука сме блиски се. Или па секојаш било, знаеш, оно, ај да се скокне преку прашањата. А мислам дека оти сме сите у истите води, горе-долу, и ради тоа е интересно да му ја слушнеш на некој друг приказната како се почетоците. Чекај, ние кад смо кај водија, тебе не те пуштам уште од средна школа. Ја ќе се врнам па да основно, Ивана, ти дури имаше и период кад за пееше. На еден патронат пеаме заедно. Ја и на Ивана пеала, што збориш? Пеала. Седмо одделение бемо. Тоа, да не се фалам, Ненад секојаш бил најдобар. Он што си го има the gift of voice for singing, си го има, тоа нема споредба со никој. Меѓутоа, знам дека поголема група на деца бевме за патронат, што не спремаше професорот Мацка, или како се викаше по музичко. Александар извини, да. Поздрав, и он не спрема за да пееме,
со бенд позади нас, со се, и за втората вечер за родители, не знам како беше, ги бира само тие што стварно се добри, што добро го испеале делот ново. И јас влагам и отиде со Ненад, и викам, А шо пее? Која песна беше? Што од Каролина ли беше? Клеопи, дали ме сакаш? И најаката песна Дете од 14-13 години, дали ме сакаш или ме посакуваш? Клеопија. Дали беше ти со шеширче? Со капичка, зелена капа. Нешто такво, да, со памтам. капа, војнички стил, тога беа. Немам јас снимки многу од тоа и многу сакам да дознам кој има, за да имам од сите, пошто што викаш бема ја ти, неколку бема такво избрани. Имам една снимка, ама имам само снимка од делот ја кај што пеам, го немам целиот патронат. Исто јас само од мојот. Имам снимка само од втората вечер, не од првата. Како Евровизија? Од втората вечер. Само од финале. Да. А не, ама чекај. На М2 ја терав мајка ми да ме носи. Се надпреварував, па влегов во финале, па до Скопје бев, па не знам. Ау, Ивана, па зашто ти, па значи у тебе уште тлее ли уште тоа некое за пеење желба некој имаш ли не? Пред година време правам стендап во кафичо Скопје и ми доаѓа Пајак од групава. Аха, Пајак од, да. Да. И ми доаѓа и мртов сериозен, не вика, ние бараме, вика, женски вокал у група, вика, да ми се јавиш, да дојдеш, вика, на проба, да пееш, вика, со нас, да пробаш, вика, ти го слушам гласот, вика, тоа се што ни треба, вика, викам, Пајак, уште тоа не сум станала у животот, уште пејачка не стана, викам, сте пробав, уште пејачка уште тоа. Така да, и едно време се мисля, викам, од љубопитност, знаеш, да отидам, па знаеш што има врска. Ќе си правиме свирки навечер, ќе си уживам, ќе си пеам. Ама не пробав. Зашто? Уште тоа ми фали. Па шо? Имаш лепа брена од Македонија, имаш дугачки ноги. Таман сум. Понешо пари да видам и ја. Ивана, ти на многу разни, нели, уште свашта цело време си у нешто била активна, значи ти не си застанала никад, сегде ми се чини да кусеше поврзано вака со јавност, се си била. Нели? Дали те текнува незна шо организиравме нешто во Свети Никола за талент која се пријавуваа луѓе? Blue Sky, Бионсе те играше, така почна вечерта. Тоа сакам дека, вечерка пробав да видам. Мајко. Ама одлично беше, човече, ау, да. Па со тоа почна вечерта, така почнуваше. Мене ми треба снимка од тоа, јас сакам снимка од тоа. Тешка работа тоа, мислам дека не ни текна на никој да снима некој, ама ја памтам нешто со марама, беше ти нешто многу јако. А знаеш како дојде тоа? Идам на камп од, не знам, нешто, исто така, нешто беше камп. Скај камп, летна Summer School шо имаше. Можно е, можно е да бил тој камп. Да, ја беше 2006. И таму исто представа. И као деме кој ќе се пријави да прави нешто, јас се пријавам со исто Бионсе да играм. Од спотот нели актуелен беше тогаш, викам, мај ги знам потезите што ги прави, ќе играм. Публиката, чукање, раце, сето, ја у шока, знаеш, ја стварно не си свесна дека си способна. Не. Па се пријави после пеев од No Doubt Don't Speak, фактички пола представа бев ја. И на крај им требаше некој да глуми за таа Мара македонка права нешто као име не дава некоја песна од не знам која група. Мара Маријана, да. И некој им требаше да глуми Мара. И уши за тоа се пријави, па и Мара глум. Што е пола представа бев ја. И од тоа ми треба снимки некоја кој има. Маро Мори. Колку јако, ме тотално совршено се сеќавам на тај момент, значи ја беше исто изненаден од тебе како добро играше ти. Значи стварно ти си мултиталент. Ја само да си кажам до гледачите, пошто сигурно ќе мислат што е со Лорета, зашто толку тивка, вие сте Кирил и Методи, ја беше Гоце Делчев. Ја не знам за овај дел. Имаше нели као деме Гоце Делчев и Кирил и Методи у ривалство. Кој бегај таму луди време. Тоа е тоа, времиња. Па добри беа бе 90-тите. Ние сме у новата школа, они се уставе. Бегај. Ние сме у старата школа. Да, по-градски. Вие по-градски деца бете.
Ама сега слушам дека е боли старата школа од новата школа, нешто од новите генерации така слушам. Дојде маче на колач. Сега ретрото иде у мода. Ако не слушат никоја деца што се усети никој да не ве гале дали сте у старото, дали сте у новата школа, никаква врска нема. Буквално никаква врска, никој нема да успее повеќе во животот дали у старото или у новото. Така. Или пак кој е наставничка или дали у четворка. Исто. Епате тоа, да, исто. Така. Да, и кажете. Што спомнати нешто, извинявате, прекина Лори? Не знам, избегам ми мислата, многу работи на кажате луѓе. Ја памтам, па за 90-тите сакаше нешто да упрашаш. Точно, за 90-тите сакаше, кога веќе почнате да ги кажувате работите за, нели, back in the days. Кажи нешто, ти сигурно си гледала нешто од нашите подкасти, не знам сега. Не те фаќам од за збор дали си гледала се или не, ама за 90-тите да ни кажеш малце ретро вајб, ние беме малку потака носталгични. Шо ти се тебе свиѓаш у 90-тите, а сега не или обратно, не знам. Чекај вака, прво пред да кажувам за 90-тите, јас сум секојаш многу искрена и ја мислам дека и за тоа луѓе на мене не може да ми се налутат, оти ја никогаш нема да излажам или да глумам лудел, него ќе ти кажам како што е. Луѓе, ја немам време на кучева вода да му ставам, од што станувам у 5 сабајле, си доаѓам после работа како препарирана сум, не знам кај се наоѓам, а не да гледам телевизија или подкаст. Ама тоа не значи дека нема да гледам. Добро. Ама на вас двајца ви ги начекав трейлерот официјалниот кога беше дека ќе почнува подкастот. Тоа го гледав се тоа и Ненад знам дека од секогаш бил у тие води, он никогаш не се тргна од новинарство тие работи. А ти, Лорета, ти бегаше едно време, а гледаш ствари дека ти си сакала и си уживала во ова. Оти мене ми текнува дека ја кога правев подкасти, ти секогаш знаеш да ми дадеш конструктивна критика, конструктивно мислење, да споделиш. Тие се мене работи што ја денеска уште се мислам зашто Ивана нема подкаст, мене беше многу јак тај подкаст бресо. Не да бегај таму. Ама и се, не да ме сватиш нено погрешно, мило ми и за тебе. Ама ја посебно се израдував за тебе, Лори, затоа што гледам дека ти уствари ова ти фалело. Оти Ненад работеше у радио, Ненад водеше настани, се уште води. Он беше долго време активен у медиуми уште е, а ти се изгуби. Така да мене ми е многу мило за тебе. Фала ти едно добри 12 години, јас се враќам назад. Значи 2014 ми беше последно. Ово е после... А за 90 шо сакам? Музиката. Музиката? А не ли? Музиката. Музиката, какви хитови, какви песни имавме, како излегувавме, не е битно дали си 6 или 7 деление, ќе те пуштат од диско чисто пред врата, онака да видиш што се случува, ќе играш. После тоа у средна школа јас сум се враќала дома жива вода од играње цела вечер, каква шминка, каква фризура, какви глупости, какво сликање, какво, значи тоа било журка. Абе на зид сме се качувале да играме, на звучник, ја не сум имала појма дека така играат професионални танџерки. Не било гаје, дај нешто на што има да се качаме да играме, свегаш. Ја на нова година имам паднато од звучникот, си искрашив, не знам, гипсарно не завршив битно, ја на звучникот горе качана да играм. Ние се забавувавме. Да. Знаемо како да се забавуваме и да живееме. Живееме у моментот, не? Без технологија. И ние тоа го спомнаме, да, дека... Само 80% од сликите ја не личам на човек од излегување у средна школа, затоа што јас сум мокра од играњето, па тоа беше на мода, некој црно, вакво под очите, нели црнолив. Не, бе, тоа беше Smoky Eyes. Тоа беше прва шминка Smoky. На Ѓорги Колозов ѓаволот, со вака до тука црно, коса разлетана, ама не е битно, јас знам колку ми било убаво и колку сум се забавувала. И паси чувствуваш дека си најубава, најпривлечна, нема врска, ова да нешто седат, се сликаат, само стојат, да не се растори фризурата, така да од 90 само тој дел ми е најубав. Има на 90 тоа зборемо, значи тоа сме биле ние четврто више пето одделение, значи ти паси, ја памтам дека, сега ќе бидам тотално брутално искрен, ти си била од секад атрактивна женска, нели? Мислам, беше појава двоеше од сите тука можда сета таа љубомора потекнува и од такви некои фактори са, не може да тврдам.
Меѓутоа, ево ја ако се навратам на тие некои години, па сега добро, може да у 90-тите не, ама ева да речемо тука више 7-8, малку од средниот период блускај, Ивана, мене ме беше страх од тебе. Не знам. Авторитет, види. Многу. Да, Ивана. Кој има пари за секој пат кога го имам слушнато ова Нина вака. Ама многу те пуштам што вака ми го кажа, затоа што не знаеш колку пати ми рекле, не, Ивана, мене беше многу страх од тебе, или Ивана, мене ми е страх од тебе, или такво нешто пред некој да ми приде да почне да муавет. Имаше држење, имаше... Ајде да го кажеме као што имам bitch face, resting bitch face. Това е resting bitch face. Не бре, не, некако така ти имаш, зрачеш некоја такава, имаш аура, ти си створена за јавен живот. Значи ти си појава само по себе. Ја кутрата, ова исто ми текна, у средно или основна беше, по македонски ми беше Олгица класна, и ја ќорава, ја имам сега 5 диоптер, значи ја не гледам без научари, без леки, и тоаш ми растеше диоптерот, ама не попуштам да носам научари, мое наше време, исто булинг имаш и за тоа, значи за научари. Сега, например, модерно децава, сакаат да носат, и ја кутрата им ќора, им не гледам ништо, емо прва клупа седам за да можам нешто да видам на таблата и нели онако зумираш и цело време си вак. Да, замижам. И знам дека се ме опоменуваш, шо ме гледаш накриво, шо наскова, шо ти смета, па на тебе, а ја кутрата уствари сум ќора и ја зумирам на таблата. А сите мислат дека ги гледам накриво, ја кутрата слепа не гледам. Така да многу им беше страф од мене. Не од тај аспект дека нешто така, дека лично или дека си нешто рекла или дека така си ме гледала, не. Едноставно како појава там. Аурата убаво кажати, аурата. Како да видам селебрити како пејачка, разбираш, нели? Како појава, ти кога се појавиш у просторија или Шо? Не, се зафркавам. Бионсе за сиромашни ке рече, за Свети Никола. Фала ти. Ивана, ама Свети Никола... механизами, не знам да речам фала на комплименти, одма правам шеги на своја сметка, одма спуштам за да не се осеќам комфортно, така да морам да научам да прифаќам. Фала ти, Нино, фала. Не, апсолутно наискрено во ти ја кажувам. Добро, ајде да ги оставаме тие. Добро, чекайте сега. Мене ме интересира за подкастот. Зашто нема подкаст? Смеам ли да прашам или не? Од јас стварно сакаше да те гледам. Мене ми беше многу интересен, искрено. Како што објасни убаво Нино, што рече дека му било страф, дел од луѓето им е страфот, имам bitch resting face, дел им е страф затоа што мислат дека сум кучка, дали дека, не знам, држење или не знам. Мислам дека од 6 годишна возраст што сум била на микрофон и на телевизија толку мала, имам вишок на самодовера. Добро. И мене ми тоа дава другчие држање, другчие не ми е срам да некој идам, придам, кажам, речам што ми иде на глава. И тоа ги плаши луѓето, и жени и мажи. Значи, ја и вака и така ми се намалени шансите да се омажам. Сега си вика кој ќе се разбере со неа. Прва работа. Втора работа, замисли ти подкаст правиш на врски и на дейтинг и на се и кажуваш реал ситуации. Тебе ти беше, тебе ти беше. После имаш осетливи мажи, што уште ја не можам да им објаснам дека на 45 години, на 48 години не е нормално да живееш со мајка ти. Леле, да, такви ти беа темите, ете, знам зашто ми беа интересни, да. Сега пак ќе ме нападнат за истото, ама секојаш, значи... Зашто те нападнат? Да, не, но она имаше многу скокотливи теми, да, и многу интересни, не специфични за македонско тло или балканско, да речемо. Збораме за подкастот со Адријана. Да. И најјакиот дел од се, вирално видео, не знам колку милиони стигна тоа видео со сексот во автомобил, како го испинува и како го извртя. Прво, ја кажувам шега, што у стендап би била одлична, има одличен панчлайн, значи тоа е буквално джоук.
Кажувам дека не можам нели да излегувам да се гледам со некој што живее со родители, затоа што нема да имаме услови кај да водиме љубов. Он ќе ми рече окола, јас сум стара, имам проблем со половината, ќе се укачам. Да, и таа ти ја знам шегата. Тоа е буквално golden joke за стендап. Можам да употребам, публика ќе се згади на стендап. Да, тие луѓе што коментираа на тоа видео, дојдат кај мене на стендап, ќе бидат као, да, окей, ова е стил на Иван, она кажува вакви. Не бе, они коментари на видео, најди камион, најди... Не знам што сте имаш. Па има тека што да кажат они сите, тоа е нормална ствар. Коментари. Ајде мажите, ама и жените. Како жена на жена. Ја, например, не знам каква и да е, не е моје бе да судам и да коментирам, да кажам за некој. Значи, задржи си мисли на себе. И на врвот на се беше, факт е, јас сум од оние луѓе што и кај други колешки сум го слушнала истото, некои луѓе на камера минимално ќе изгледаат покрупно. Ја на камера изгледам 5 пати поголемо што сум природно. Ја и на телевизија кога работев, луѓе ќе ме видат уживо, па знаеш, не си толкава, и на видеото изгледам значително покрупно, што исто во ред, окей, зашо го сакам да сум дебела и средња, ги сум дебела и средња. Од кога почна да смета тоа? Заштитно лице, не знам, на Тетекс, не знам, крмача, не знам ваква, не знам, онак, на Твитер. Тоа беше... Леле, да, па нели нешто имаше и за кафе, за која кафе? Исто имаше билборди, реклами, нешто... Па за браво. Одбилно. Ама мене не би било гајле за такви работи. Ама ова со подкастот веќе огромна количина беше вирална, многу беше, не знам, ептен се раши, многу дојде, буквално нарачувам пица, доаѓа типот со пицата, отвара врата и ми вика, ти си онаа што неќе сексу автомобил? И јас имам пицата и правам така, бе Ивана, ти пишуве 4 книги, они нека те памтат по една реченица извадена од контекст. А ти мучи се, пишуве книги, работи, гради кариера, он ќе те памте по тоа. И посекам, знаеш како, додека не ми го сваќаат кумарот, нема да го давам на пошироките маси. Одлика на општеството, не твоја. Да, тоа е одлика на општеството. Јас стварно неќам на цела мака што сум ја направила у животот да изградам тоа што сакам. Не знам сега кога не знам што сум направила, но пак книга да напишеш не е лесно, успех да достигне. И сега ти мене ќе ме пампиш по една глупава реченица што ни ја извадија, испинува и изврте од контекст. Не е Ама тоа е многу лошо кај рилсовите, гледаш и сега и ние кога правиме нели вака подкаст и тоа е сечи лепи, така за рилс. И сечате ви. Не се кире, не сме ние толку лоши, не сечам. И нели се испадне од контекст. Ако не го изгледаш самиот подкаст целосно, значи ваде се од контекст целата работа и што викат стари, однесете мутна вода, што викат стари. Ама ја не го студувам тоа. И ја би го правила тоа. Свеќаш поентата ти да ти ја гледам, да ти ја читам, да ти ја... У такво време живееме, да? Да. Ама не би претерувала. Пример, имав интервју. Ми викаат до интервјуто, комплимент ми дава дечкото, ми вика, леле, многу младолеко изгледаш убаво, као се негуваш, као демек за твои години многу помладо изгледаш. Му викам, неам маш, неам деца, неам нервози. Пак ќе кажам, да дојдеш кај мене на стендап, ти точно ќе знаеш стилот на шегување ми е тој. И они кога владат само тој наслов, Ивана Наскова изјави дека нема маш и деца и затоа нема нервози. И тука одно почнува него не отворила да го прочитат интервјуто. Леле, луѓе, коментарите доле. Па секако не ни заслужуваш да имаш, па нема ни да имаш, па дај Боже да останеш неплодна, па... И тоа од жени, најголем процент, викам, зашо бе, зашо? Барем отвори, прочитај. Прочитај, ако си до толку писмен, мислам, реално. А на крајот денот па и ништо лошо не сум рекла, нервоза е мушкој, не, нервоза. И децата се богатство, па знаеш, никогаш се изнервираш, значи не е крај на светот. Ма глупости тоа нема веза, ама дали тебе више тоа предпоставувам дека не те допира како порано, или? Или никад не те допирала? Никогаш не ме не допирала, тя нема време да не бе фрлена овие води како на некој што му се случува преку ноќ, сваќаш и сите, јас сум од дете, значи јас сум од Торе кога ме викале у Свети Никола, па до сега, значи немам чувство како е без тоа. Така да
Да. Па тоа е добро, имаш добра подлога и што викаш ти не си улегла преку ноќот нагло и да ти биде тоа шокантно. Ти Па да западнеш у депресија. Да, дека пишуваш книги ти. Ивана, колку виш имаш? 4-5 книги? 4. Знам дека последниот е трилер, така? Да, не, Сестра. Да е љубовна, па после трилерот, ама тука беа многу брзо една по друга и двете, па за тоа доаѓаат брзо. И кога беше тоа последната, кога беше издадена? Последна. Па пред 6 години. Зашто? Што е работа? 2020-2021. Не е блокада апсолутно, него е исто друга реализација за Лелу. Јас се извинувам на англицизмите како ретардиран. Јас сам исто. Ама не, на работа сум само на англиски комуницираме цело време, дека од цел свет луѓе и ја 80-90% од времето повеќе сум сега моментално на англиски него на македонски и некои зборови веќе не ми доаѓаат у глава како глуп. Значи чекај, перцепција. Уште една перцепција за кај живееме. Книгите, исто и ова не сум го споделувала. Првата книга што ја напишав и ја издадов со наша издавачка куќа. Јас сум преблагодарна за таа шанса, затоа што нели многу е битно одскочна даска да имаш, некој да застане позади тебе и да рече ние веруваме у Ивана као писател, еве. Втората исто со нив, меѓутоа парите што се прават кога ти идеш преку традиционална македонска издавачка куќа се трагични, смешни се. Мислам, немаш ти никаква мотивација да се гордееш дека си напишал нешто што реално ти треба година, две, венена, ти имаш книга, треба труд. Значи година, две, три ти треба книга да напишеш. И после тоа ги издавав сама. Меѓутоа тоа беше период кога имав друга работна позиција, кога еве стендапот не ми беше развиен до мера интернационално да настапувам. Ја имав време да се занимавам со секој ситен детал, од да бидам издавач, до да продажба, до мрежа, до се. Целиот процес, да. До легално да биде кај треба да се плати, што треба да се прати за се да биде окей, да не биде так. И тоа беше многу захтевно и многу макотрпно, меѓутоа продажбата одеше прекрасно. Мислам, јас живеев од книгите 2 години. Мене ми беа главен приход книгите 2 години. Сега, кога почнаа другите обврски, ја гледам дека немам време да продолжам со книгите. И хартијата значително после короната се зголемува. Мислам дека 3-4 пати е поскапа од претходно. Да. Прв пат слушам. Што е лудо. Буквално беше лудо колку на цената. Каква врска има корона со тие? Па како кафето, како све инфлација. Он треба да знае. Знам дека е така, зашо е така, не знам, ама знам дека е така. Мислам, затоа и приметувате дека цените на книгите рипна. Да, и книгите. Сега смо на ниво на Хрватска, мислам, нели, 600-700 денари книга. Буквално, печатницата кај што ги печатам книгите, ми праќа понуда со новите цени и јас се прејавувам, викам, чекај, нешто да не сте грешка, има 2 нули вишок. Као, многу е 3 пати поскапа од претходно, јас нели по пример. И они не толку, новите цени се толку. И сега јас со тие цени не можам да се надпреварувам со големите издавачки куќи што печатат 1500 примероци на него. Тиражот му е поголем и цената за печатање му е помала, плюс има негове печати така натам и така натам. И он може таа книга да ја продаде за 200, 300, 400 денари. А ја исто и неќам книгата да ја продавам 600 денари, сакам секој да може да си ја приушти. Да. И сега некој ќе ми рече, ама знаеш, ние за кафе даваме толку пари. Океј, ама има луѓе па немаат ни за тоа кафе, ама ќе даде за книга и сакам да е некоја нормална книга, нормална цена. И добро. И шо ќе правам, викам, ај вака и така ми стојат книгиве, прашина собираат. Дај викам да ги сконтактирам издавачкиве куќи да видам како е ситуација сега од споредба од пред 10 години, првпат која 2017 ми излезе првата книга. Од првата издавачка книга, издавачка куќа на директорката или уредничката главна нешто беше таму, добив само син на Вибер. Буквално само син на порака. Абе, земи пиши. Речи фала за интерес. Многу професионално, да. Не сме заинтересирани. Да, значи, зашто? Да. Една реченица.
Не те личи на титула, на професија, на позиција, не те личи да ми ја видиш параката, ништо да не вратиш. Без разлика дали ти сакаш да пишуваш книги, дали мене ме гледаш како конкуренција ако влезам у твојата издавачка куќа. Не навлагам. Пиши една порака, речи фала, не сме заинтересирани. А втората издавачка куќа знам, ја више знам што тука станува збор и тоа не е само кон тебе. Имам ја такво неко искуство, не директно за издавање книга, ама верувам дека така било. Ама пиши една порака, пиши не фала. Па пиши не фала или пиши не. Два збора, не. Две букви, не пиши. Втората издавачка куќа ми беше многу смешно кога ми кажа колку ќе ми биде мојата заработка. За, не знам, 1000 примероци како ми направи математика, ја бев као, знаеш, ја тие пари ќе си ги дам на мене, не идам 2-3 пати в кафана. Да. И ќе си речам, не, Иванче, земи си ги пари. Земи си ги пари. Зашо не деградирате? Зашо деградирате? Третата беше многу комплицирано, не знам, треба да спечатиш, па и да им ги продадеш по они партнери, мене ме заболе глава. Да, веќе. Комплицирано станало. И автоматски ти убива креативност, бре, тоа. Да, ја бев као, знаеш, ти веќе 4 готови книги немаш да најдеш таглам издавачка куќа што ќе рече нема проблем, дај ќе застанеме позади тебе и ќе бидеме фер. Си ги заработила поштено парите, ќе ти исплатиме, ќе направиме продажба, добар маркетинг, као не да ти искористи само ти. Ја веќе на овие години мене ми е смачено некој да те користи заради талент или заради производ што имаш. Да. И последното разочарување беше Србија, која всушност сватив што се случува. Вети ќе ме сакаш, толкави размери се прослави книгата, јас сум многу горда неот и мене лично, знам дека викаат сите се твои деца, ама мене ми е омилена, што мене ме контактира Лагуна од Србија да издам книгата кај нив. Добро. И ја пресреќна, значи Србија е огромен пазар, значи ја летам у облаци од среќа, се оти они тогаш работат со Елена Бабчик, вртелешка беше многу популарна и они капираат дека тие книги многу добро се продаваат и дека вети ќе ме сакаше исто тажна, исто ги расплакува луѓето, дека ќе котира многу добро. И јас среќна све луѓе, мислам готово, ајде се пробив у Србија со книгите и ми вика 3000 евра за превод, викам молам? 3000 евра, вика за превод да ни платиш 3000 или 5000 евра, не ми текнува. Викам зашто да ви платам, викам па колку ти е добивката кога би требало ти да плаќаш, дали би... Ти имаш у таа издавачка куќа некој што преведува, така, што може од македонски на српски да преведе. Зашто јас да најдам преведувач и да платам 5000 евра? Ми вика, не, ако сакаш да ти ја издадеме, знаеш кога ќе платиш? И јас у тоа време се знам со Елена и пишувам. Викам, јецо, вака и вака, викам, како иде, викам, тебе во Македонија кога те објавуваат, нели, со книгиве, колку плаќаш, викам, ти за да те објавим? И ова почна се смее жена, ми вика, Ивана, вие ми плаќате мене, буквално ми плаќате за да ви дозволам да ми ги издадете книги. Ете, молим лепо, да. Кој е тај парадокс? Зашто така? Ја да си плати. И како го реши тоа? Никако, само се повлече и толку. Никако не прифатив и никој знам ќе ми рече па аплицира на тендер, на каков црни тендер, ти погледни само кој добил пари од државата да издаде книга и гледаш дека се не понишувам. Ама дај ми квалитетна книга, да знам дека стварно вреди да земат пари, а не ај пиши ти 2-3 песнички, нешто рима, стај малце, 1-2 зборчи, ние ќе ти дајме пари. А чекај, па нели ја преведува и на англиски, нели беше у Чикаго? Сакаш да речем, моја тие на Амазон тие, нели имаш Kindle Edition од Promise You Will Love Me, така, нели? Да ви кажам искрено, короната тогаш ми ги стопираше сите планови, тоа Америка беше се супер. Ја инвестирав у продажба и Марија, другарката од Чикаго, исто многу ми помогна. Најдовме и преведување се, меѓутоа не беше на левел професионален преведувач. Ова беше девојка, као на македонски јазик и книжевност студент да најдеш од факултет за да ја преведе. И искрено, од оваа перспектива, јас сега да ја читам книгата, преводот не дека е лош, ама не е тоа, не е... Нема да биде истото чувство кога ќе ја читаш книгата. Не е добро преведено, не е добро направено, не е квалитетно. И немам желба, оти сум уморна, да седнам, мислам, немам време, да седнам ја 400 страни пак да ги проверувам и да ги ваква, а
сега па да прашам превод може и $10,000 ќе ми побараат за седа среда. Друго што е многу комплицирано, што ја веќе не живеам во Америка, PayPal немаме ние овдека, така да ти да ги продаваш, ти немаш да си земеш пари од таму. Нема шанси. Да, ние Значи, сме ние знати сме- од сите страни срдисани сме. Срдисани. Сите Страшна работа е, тоа мене Еден многу PayPal нервираше. нема, не се на не се на идеја доветни Ништо, нити да правиш хендмейд, да продаваш, ништо не Ма можеш бе, луѓе заработуваат по $1,000-2,000 чисто онака на шега од продавање работи на Амазон, нека обична Да. Што ти не книгичка со продаваат? сликички, со реченици. Ние немаме пристап до пазар кај што можеш Да. креативно нешто да вакво, затоа што нели нема како да ти платат. А ние пошта нема кај да го пратат. Ќе им стигне за 2 години. Ако уопште им стигне. Не на 3 месеци чека пратка од Јапонија. Чекам, да. Него е нешто многу интересно, Ивана. Чекај, ја прва да прашам ја. Ти по професија официјално мислам имаш дипломирано шо? Да не треснам јас са нешто. Право? Магистар на имам правни науки. дипломирано PR и корпоративна комуникација. Јас сум прва генерација официјално со Public Relations во Македонија. Тогаш не постоеше. Немаше на државено новинарство PR. Имаше мојот норвешки факултет во Звуле, фактички седиште, што отворија тука неколку години, после видоа дека и чекај ја година. И ја влегов на тој факултет со стипендија, затоа што беше скапо многу да плаќаш година сам. И ја кутрата учи, спремај се, влагам со стипендија, ама влагам као 4 стипендии има, јас сум четврто место, на пето има со мене уште едно дете, што има исто бодови колку мене. И од школа викаат, од факултетов да не ве одбиваме, нели, да правите па наново кој други, кај вие двајцата, као по пола, не целосна стипендија, него ко половична. И учи, за да не ја изгубам таа стипендија, за да го завршам факултетот, затоа што не треба ти падне просекот, то ти ќе изгубиш стипендијата. Да. Сите доаѓаат деца на, не знам, богаташи, но имаше многу посебно влијателни имиња од новинарската афела, што на постари години дојдоа на факултетот за да земат PR диплома. И не знам како да кажам, ќе дојде ни семинарска, ќе спреми ништо посебно, нити оние assignment што ги имав. Знаеш, нема врска. Ја мучи се прави, се пусти за висок просек, за да завршам факултет и после да ми речат, буквално на интервју за работа, абе бегај таму, приватен факултет ги фрлаат дипломите од прозори. И викам, добра. И го слушаш тоа цело време, приватен факултет, шо? Не викам дека некој одредени факултети вистина е така ситуацијата. Да. Ама кај мене јас стварно на стипендија бев, ја не знам како да ми возможно, јас се убив од учење. Ја нема Дека стварно, што убив. да. Па Да. добро, тоа за као стереотипи малку има. Точно. И што Ама да чекај, правам, што да правам? Викам, шо е тука, викам, што почитувате, или што е тешко, што вака, на Кирил и Методи, ајде бе, викам, нема проблем. Така да покрај тоа имам и магистарски по право, затоа што, нели, Кирил и Методи е Кирил и Методи, ако мислам, немате новото Кирил и школа, Методи да се диплома, разбере. Него за Делчев. Него. И учи, че са право. Ивана цел учи. Еј, Ка па бизнес замисли, право. човече, па еве, јас сум на Деловно новинарство, право. Гоце Делчев уште, гледаш ли? Гледаш, а ти магистарски Кирил Методи ускоро. Чекај бро Ивана, Учи, со деловно учи, право, учи, јас сум ти збунет споменаш. малку. Деловно Чекај, право, побркага, чекај малку, побркага, што него. ќе му дое тоа? Па ти на колку деловно гранки си право- разгранет? Деловно право сега се разгранува, можеш например интелектуално право да земеш за патентирање, за заштита на Не интелектуално правото, право. ти на колку гранки си разгранета, па многу. А, ја! Па ти... Да, човече, гледај, еден саат збораме, сега не стигнамо до моментот и, Ма како? и комичар си, човече, низ цел Ивана, Балкан шеташ, нема време ние Леле, да... деловно право. Многу ми е тешко. Абе, Ето не, чекај, стој. Ово му доаѓа како представата у Кирил и Методи, one man show, Ивана и Танчарка. Ладно, а Има- Оди забриши бината. победува ли нешто у таа низа на сите тие нешто таленти што ги имаш и нешто што ти е топ на врво, кој највише го сакаш или цело време како шо како излава па така, не ми е јасно.
Оти не ми јасно. Јас сум тип што е разгранет да речемо, ама ти имаш многу вој како контраст голем, што знам. Шизофренија. Шизофренија го викаат обично. Немој многу. Не. Знаеш како, може најубаво ќе го објаснам како да не навлагам астрологија, ти астролог сум. И тоа ќе те прашаше. Уште ми дужеш натална карта. Не сум знаел ја такво нешто. Јас Ивана, знам. ти да не гледаш и на графче. Не, значи, другарка ми се наљути дека ми звонеш, да морам да направам слика вака за да види дека сум на подкаст, ми вика веќе не ти звонам. Не ми креваш. Значи, окей, немам нешто што ми е најдраго, затоа што веројатно, знаеш како оди. Едно време бев заљубена во пишувањето на книгите и бев како ова сакам да го работам до крајот на животот. После ми се отворија вратите за стендап да настапувам у Хрватска и у Србија, што е контра, затоа што таму е стендап сцената е толку развиена, ја правам, не, ова сакам да го правам до крајот на животот, затоа што нели сум сватила дека нешто има многу поразвиено од тоа, не дека е лошо, Македонија, ова е next level. Ма кажи си дека. Сега, например, работам у фирма кај што луѓава се укушула, усаково дело, дајат работи и ги гледам и си правам, ова сакам да го работам, зашто луѓе има околу мене, јам со која си направам така. Човече, па ти не си вага у хороскоп. Мене близнаците се секогаш повеќе луѓе. Стварно? Јас сум близнак. Значи ние Па сме знам, обично знам. некои викаат дволични, не дволични, него ние не сме дволични. 50 луѓе у една личност. Разгранети. Па баш Што шизофренија. викам ја. И само ако може, например, да имам вишок пари, са бајле кој ќе се разбудам, да видам на која нога ќе станам, и денеска тоа ќе правам, тоа ќе работам. Денеска ќе пишувам. Ама најпрофитабилно од сето ово што е? Ништо. Ништо. Тоа што работеш, веројатно моментално, како официјална работа на такво што ти е, нели? Па Ништо, ето од книгите не, кажам, од дека нема ништо. динар. Од ништо не можам да си купам јахта и куќа на плажа, значи ништо. Лели, и оваа гостинка со куќа на плажа, бе. Сите не жени мориња Сите сакамо. сакат море, сите сакат море. Ние Ја да и си не. земеме еден хотел да си направиме и сите што сме Да, цело Свети Николе таму ќе си идам. Таму да си. Само дали на Јадран, кај да е. Чекај се, ајде за астрологијата на кратко да видиме. Што е работата со астрологијата? Ја не сум знаел дека ти тоа И правиш. знаеш ја натални како карти, дозна, за стварно. време на корона, Ивана правеше лайф на Ја Инстаграм. преска да зна. Ја На преска Инстаграм правеше лайф. Работев за една од најголемите компании во Америка за астрологија. Уствари, сите хороскопи, се што читавте за астрологија, ја бев првата која го пишуваш и после цел свет го преведуваше тоа. Стварно. И за тоа, и тоа ли те плаќа? Леле. Јас сега гледам ти кај си, да. А кој работи за без пари, бе, Лори? Ја зашо ли ти правам натална карта? Треба ми платиш? Жено, па ја ќе си платам, ти кажи цена. 7 години луѓе. она више тоа. ау. Астрологија почнав како самоук да учам и после тоа веќе се почнав оние како курсеви што си има мини, ама не за да бидам астролог, туку лично за За мене. себе. Оти не знам, Да. ми беше интересно. И некој ќе рече, истражиш. дете, не се гледаш што ќе сакаш. Ја најдов и сечоци имам овдека у шкаф на времето од екранот, оние старите весничиња, кај крстозборот, имаше една страна за астрологија. Да. Јас сум ги кинала тие страници и ги чувам затоа што сум сакала астрологија за да ги читам. И тоа не само за мојот знак, него за сите. Значи ја од дете сум сакала астрологија. И сватив дека во Америка им е многу интересно да читаат и сега и кај нас е тоа затоа што помладите генерации исто доста им е интересно. Као не знам карактеристики на подзнак, на знак, комбинација на пар, тој со тој знак со тој. И тие текстови што ја работев креатив и copywriting. Creative writing беше ти се јавува, не знам, некој со веб страна или не знам што му треба и ти вика сакам за астрологија 12 текста и ти кажува тема или те прашува кажи ми што би било интересно и ја почнав така тоа да го работам. И сега си знам астрологија. А чекај се малку, како предпоставувам дека имаш ли уште како клиентела, правиш ли го тоа уште? Немам. За другарка прашува. Не работам веќе со астрологија година и нешто.
Оти тука има на вај сајтот што викам, еве имате нели како Да, се стојам, а немам време, не прифаќам ништо не правам. Не можам да стигнам. Ја преска дознав случајно за овоа и ево пред мене стоe веб сајтот и дури се уклучувам сиеличка за кој сајт станува збор, во стварно најпопуларниот. Повеќе сајтови се, мислам дека има на повеќе делови што сум пишувала текстови за нив, кај што стојам како нивен астролог. Небула конкретно, ја гледам моментално. Они Небула се, е прилично они познати. Да, они се, они буквално Управат порака да ми кажеш колку кошта. Па нема време, жена. Жената. Ја имам 3 деца, имам време и она ќе не ме интересира. Вака само ќе ви кажам површно да ти прогледа. Се работи многу на artificial intelligence. Ја работев со AI модел уште пред AI да го пуштат официјално и задачата ми беше да го пунам со информации за астрологија, за да функционира со тек на време, нели да знае да работи астрологија. Така, да. За сите што си проверуваат натални карти преку ChatGPT, да знаете дека многу прави грешки. Наискрено. Значи многу прави грешки. Прави многу грешка калкулација во подзнак, во степен, така да само не, знаеш некој ќе ми рече, ја на ChatGPT се гледам наталната карта, се не. Но се уште AI не може да ја зима таа работа. Ама кај да ќе биде? Ќе биде сигурно да, па не многу грешки исто ја ловам на ChatGPT, ама треба секој сам да си процени дали е колку да верува и до кој степен да иде и зашо да го користе. Да. Тоа е више па друго нешто, ама ништо не спомнамо за стендап комедијата. Да, и за љубовните врски, од она нонстоп ги спојува тие две ствари, љубов и стендап. На ова сум на Netflix документарци на кои ги испрашуваат. Па слушај, ќе стасаме и ние до Netflix, ајде, ќе ти се молам. Ако, дај Боже. Не, сериозно, прашувајте. Па, мене ми беше многу чудно од кај до кај стендап, например, да разбирам, нели, новинарство. Ами ми тотално она лик за такво нешто. Она е баш Chicago Girl, Америка, тај стил, тоа е таму популарно од кај идејата, тоа не ми е јасно. Мене тоа не ми е. Почетокот на стендапот на некој начин беше Канал 77 дека работе вечер со Ивана емисија. И ја имам многу сарказам у мене од дете, уште мислам дека сум многу, знам да бидам многу саркастична. Знам нешто стил, као, например, не знам, ќе отворам да видам на Time Мака што е генерирано од вести, као, не знам, ајде да правиме муабет, колку е мала просечната плата у Македонија, не бе, чекајте, дечки, па најчитана вест денеска Северина. Нас не ни е гајле за платата колку и почнав така да се шегувам на радио и тоа е некој свој виден формат на стендап реално. Па да. И емисијата од така почна се повеќе да влече кон хумор и знам дека Горан, тогашниот директор на Канал 77, буквално дај повеќе шеги, дај повеќе хумор, ја така вежбав стендап. И после, финалето беше со емисијата на Шан која ја почнав, па имаше као мали сегменти со некоја ќе кажам, ма тоа беа вицеви, тоа не е реално стендап. И од таму некако, некој почеток, ајде да речем. Новогодишна емисија снимам со Викторија Лоба и уште еден гостин, имавме, сега не ми текно, не е битно. И знам дека винаријата што ни беше спонзор ни ги даваше најскапите и најубавите вино емисија. И ја викам, дечки, а со секој гостин мора да отвориш нова вино, ја тогаш снимав 3 емисии. Но 2 обични и една новогодишна. И ја, дечки, нема што да се фрла виното, додека се спремаме за нова емисија, ја ќе го испијам сега зашто се фрла. Да не иде зијан. И веќе на 4-та флаша вино, не се сегам, не беа 4, ама 2 мислам дека беа. И ми вика, Вики, ми вика у Public Room има, не знам, нешто, некоја дешавка, сакаш и со мене, викам, знаеш што сакам. И идеме ни у Public Room со Лоба, стоиме на маса таму, ја цела вечер малце потфатена од алкохол, кажам, смешки, тука се сите смеат на маса, и дечкото до мене ми вика, а шо работиш, вика ти, знаеш, кога цела вечер се смеат сите, шо си, јас сум, викам, стендап комичар. Ја дракав го валам, кога немам врска, кога јас сум, викам, стендап комичар, супер, ми вика, јас сум газдата, сакаш, вика, да направиме стендап. Викам, како не, сакам, зашто да не иќам. И тоа некоја цена луда кажува, кој, знаеш, подгадува исто и цена, да. Толку.
И се будам со Бајли и викам, веројатно знае дека бевме расположени, дека пиевме алкохол, дека на шега го кажам тоа. Дека се зеза, Каква да. шега, пуштено настано, објавено, карти у продажба, сте викам, ништо Иван, ќе бидеш стендап комичар. И уштип на некој настан беше од емисијата, продуцентката го организираше за нешто за клиенти нешто и као таму по првиот мини стендап го пробав. И од таму вториот се пробав у Славјански, кај нас Да, замрдни со прст тогаш беше, да. Да, и тоа ми беше втор пат да правам стендап, пред таа публика да се пробам. Веројатно бев катастрофа лоша, ама тоа се почетоци. Не беше лоша, не, ја ќе ти кажам, пошто ја беше пиар у мрдни со прст и лично те повикаашо како нели договори. И смешките, нели, стендапот си беше супер, ама луѓето не беа спремни да те гледат у тоа светло. Ја таков дојам доби. Како од кај од сега до сега Ивана и стендап, знаеш, па и многу други има доаѓања у Свети Николе стендап, машки, еве сега да не ги именувам, како у Свети Николе... Ние сме тешки да се смееме. Да, како да не знаат да прифатат нешто ново или што викаш ти како Нено што спомна нешто проамеричко, нешто westernized и сега они да седат и да се смеат, знаеш, некако таков дојам ја доби. А мене ми беше многу интересно, искрено и Владко Лозановски тогаш беше гостин, ти и уште не знам кој, да. Тоа не беше на почетокот, Владко Лозановски за Зелена средина, тоа не беше почетокот, тоа веќе работев стендап. Најпрвиот беше буквално, така се договоривме од нигде никаде да правам сама стендап. Буквално беше, знам дека мајка ми по колешки продаваше карти. Не, ова веќе за мрдни со прст веќе правев стендап. Имав неколку настапи. Ама да, беа малку потешки, што викаш ти, малку беа потешки Свети Николчани. Беа, се сеќавам и ја, ама затоа што немаше бина, они се на коњопои стојат пред тебе, ти на исто рамниште си со нив. Многу, сега веќе од оваа перспектива, фактори треба за биде успешно за стендап. Многу работи фалеа, да. Како и да е, јас го правам стендапот у Public Room и најинтересното од сега, например, не пијам алкохол кога правам стендап, затоа што сега генерално не пијам алкохол, ти веќе сум стара. Ми смета. Значи сега хенговерот ми трае 5 дена, смета на се, сакам да го искористам времето и денот, така да јас алкохол дури си јам скарано. Меѓутоа тогаш, ќе правам стендап, ја ќе си отворам флаша вино и таа ми е за цела вечер, додека правам стендап. И ја го правам стендапот и доаѓа на крај завршуваме и ми вика, Александар, слушај, вика, ја имам распродадено додека ти правеше стендап, уште еден термин. И ја ваја го гледам, вика, значи го правиме, вика, ова пак уште еднаш, супер беше, вика, истиот материјал за нова публика. Викам, се ова не се сеќам што зборев, а ја, алкохол, нејадена, отинили стрес, трема, еуфорија, ја стварно ми е убунила, ја не знам што им кажав, ја знаев дека се газат од смеење, ама се ми е као на сон. И он ми вика, не ќе правиме пак. И после го направив и четвртиот, ама тогаш веќе почнав да фаќам белешки и да паметам што и како иде. И онда идеш ти више надвор од Македонија, као што спомна и предходно Србија и мене ми интересира како ги насмеа словенците ти? Тоа ми е стварно предизвика тоа. У себе. Не, окей, они, уствари, ќе се изненадите колку Словенија им е развиен стендап. А на што јазик збореш, например, еве тамо? Они си разбираат српско-хрватски, словенците си разбираат српско-хрватски. Ама тоа словенците, значи не на македонски. Не. Нивните стендап комичари доаѓаат у Хрватска и прават стендап на хрватски, словеначко-хрватски си прават. И јас сега веќе можам официјално да кажам дека у август ќе ми се исполни фактички еден од соновите у стендап, затоа што има еден стендап фестивал Панч. Тоа е најстариот и мислам дека првиот стендап од интернационален размер, кај што ја кога почнав да работам стендап бев у стил као еден ден ќе настапам на Панч фестивал. Еден ден ќе ме викнат и ќе настапам. И официјално ја добив поканата оваа година. Лани бев у близок контакт со луѓето што го организираат Панч, настапував на турнија низ Хрватска и ми викаат, не,
не си спремна уште за на панч, тоа е многу захтевно, огромна публика у Љубљана се прави, у замок некој преубав, стварно има многу луѓе и некоја не си спремна и оваа година која добив поканата за на панч, викам. Yes. Браво. Честитки. Само И која публика е нај спремна за подкаст? Кај имаш најдобар фидбек добиено? Мислиш за стендап. За стендап. Јас како фаќаме? Леле, не знам сега, ќе биде нескромно да речам секаде ќе излезе као вапа, знаеш како. Ама немам, ја ни у Македонија немам тешка публика, искрено да ви кажам. Ја у Свети Николе, на Свети Никола, на 2 реда попови свештени лица беа на стендапот. Да. Ја направив стендап. Мислам дека беше господин Стефан беше у публика, или не знам, или Петар, или како да се вика, што е некој Владека. Ако ја на тој стендап поминав и беше окей, и го гледам човекот дека се смее, ме разбираш, свештено лице, ама се смее, он е човек. Ако ја таа публика ја насмев, ја мислам дека секаде, не знам, може до мене. Дали е тоа годината, мислам, настап имаше која доби признание плакета за повод Свети Никола или? Како беше? Не, можно да беше година или претходно, година или две пред тоа, ама мислам дека исто ти водеше тоаш на тој настап. Можда, не знам. Пееше, Па не, тоа сакаше да ти речам за плакета, имаш исто добиено признание од Свети Никола, колку тоа ти значи? Тоа ми значи многу, затоа што татко ми знам дека сакаше такво нешто да добие како признание од Свети Никола, а мислам дека нема добиено. Не сум сигурна, но мислам дека нема. И на никој начин за таа плакета ми беше као, окей, ова е во името на тато, ама па заборев да се заблагодарам, ни него го спомнав, ни мама ја спомнав, ни брат ми го спомнав. Искочив, кажав, вици си вратив на место, ама нема врска. Тоа уствари Нема да. Тоа е еден од ретките моменти трема кога ме фати, кога ја уствари заборев дека треба да кажам, слушајте, фала на мајка ми, фала на брат ми, фала на татко ми, него као, бе, знаете ли како? Оскаровски момент. Да. Многу си Треба го да сакам си се имаш Никола, списоче. тука сите се грижат кој што прави. Као, колку пари им. Баш. Нешто кажа. И са не знам ја колку ти си у контакт со Свети Николе, претпоставувам многу малку, нели, ретко доаѓаш и сето тоа. Домечко како ќе назад. Дочко се кој ги назад, да. Добро. Ама веројатно па горе-долу имаш некоја слика за што се случува тука и на културен живот. Сето тоа, има ли според тебе Свети Николе добар културен живот, забава, успоредба со порано можда прогресија на подобро на полошо, како ти би проценила? Немам поим што се случува културна сцена Свети Николе, немам како да кажам оти не бе ни моторијада, не бе сега, значи се скокнав, шега на страна, идам Свети Николе, ама не сум дел од, не знам, повично гледам колку што може повеќе време да пројдам да ги видам роднините, нели, да погости или дома со мајка ми да се видам, него да излезам надвор да видам што се случува, не знам, веројатно ми е од тој дел. И сакав уште нешто да кажам поврзано со Свети Николе и заборев. Ќе ми дојде, нема врска, заборев, ама не, со културно што како се случува, стварно не сум отек, немам идеја, ама не е само Свети Никола, мислам дека горе-доле, не знам некој град нешто да има да прават. Зашто е тоа така? Замрели креативноста на луѓето или? Не би рекол. Не знам, веројатно ја ако немам пари од тие страни, нешто ме мачи, нема да ми дојдено до журка и до пеам и до забава, да имам поимање. Тоа е моментот. А по малите градови стварно се чувствува дека не е сјајно и не дека Скопје е сјајно, мислам. Па и Скопје Боже мој. Да. Ама па ете, одскочна даска ти било на тебе, ста, например, ја не знам колку услови моментално Свети Николе нуде за таленти, например, кога тебе што ти било, ти си била, нели, ти си од Малград и си отишла, нели, вивнала се многу у поширок размер си отишла. Са не знам колку Свети Николе моментално спремно да понуди нешто такво. Што значи за тебе тоа што значи да успееш имајќи предвид дека доаѓаш од Малград? Честиташ ли си сама на себе, мислам, оддаваш ли си ти признание сама на себе? На сама себе можам само да си давам признание што ќе звучам блесаво и пак ќе ме нападнат на Твитер. Работата у телевизија
и работата со медиуми за жените е многу лошо врзана со дел кај што вика дека ако си ти атрактивна и убава жена, некој ќе те види и ќе ти рече окей, ќе ми бидеш партнерка, ќе бидеме заедно и ја ќе те ставам на телевизија или не знам што како. Не е само тоа случај на Балтан. Значи тоа е секаде во светот. Да. Затоа ќе видиш атрактивни манекенки, нешто вамо таму и после ќе разбереш партнерка на тој, на овој, на вака, на онака. Тоа и во Македонија се случува. Јас сама на себе ќе се честитам што оваа професија не ја работев никогаш на таков начин. Ја работев првенствено заради талентот и заради тоа што знаев како да се однесувам пред камера, како да зборам, мислата да ми е течна и се понатаму. Друго ќе се честитам што доаѓаш од помал град, одиш во Скопје, никој не те знае, никој не знаеш. Јас сум од време кога уште постои тоа кај што Скопје со провинција се чачкаат, меѓутоа пак намалено е. Леле, тогаш беше провинцијалки, провинцијалци. Агресивно, значи секој збор беше провинцијалци, не знам како. Скопје е тешко у тоа време. Ја од тоа време дојдов у Скопје. Значи буквално најжустрото кога беше и си честитам на себе за тоа што јас сега у Свети Николе не ме знаат. Многу помлади генерации, например, не им текнува која сум, што сум, како сум, постари така им текна, мада и постари веќе ми имаат заборавено ти кафена сум, не сум, веќе плава и така натаму. И мене ми е, например, многу мило, нема врска тоа, јас секогаш ќе си бидам од Свети Николе, туку веројатно ми е нека травма од мајка ми последна у град, прва у село, кај што мене уствари сега повеќе ме знаат у Скопје него у Свети Николе. Значи ја овде кога ќе излезам, значи ти ќе си се докажала поздравам. спротивното на мајката. Мене ме у Скопје, не знам, кај да прошедам, ќе видам луѓе што ме знаат, што ги знам или па не ги знам лично, мама од Инстаграм, од стендап, од нешто ме знаат, а у Свети Николе веќе не им Свети текнува Николе која. гостуваш практично. Да, Свети ти си Николе гостинка гостуваш, нели, дома. дали стендап или што и да е. А Нено, за ова прашање за успех мал голем град, мислам дека нема врска, искрено, затоа што у Свети Николе сама се пикав на рециталски, оние што ги имавме секции да рецитираме. Сама се пријавував да одам да рецитирам стихотворбини, или имаше надпревари за рецитирање, колку подраматично ќе изрецитираш. Да. Сама се надпреварува, сама се бутав, не знам кога и да има патронат, да влезам нешто, да правам представа, да читам, да водам, да пустам, да правам. Така да мислам дека ако секој го прави Упорноста, да. Кога се сака се може уствари, нели? Да. Талент, за мене секој нели викаат ако имаш талент не треба напорна работа. Мене има ја на почеток, ја бев многу мрза. Знаеш, јас сум талентирана да зборам, немам потреба да работам на себе. Девојки што немаат талент за на телевизија стигна едно време многу повеќе од мене и подалеку, затоа што толку беа како да кажам, упорни, дисциплинирани, а ја ќе спијам до касно, не се замарам, они стигна подалеку со напорна работа. Значи талентот, напорна работа може да го победи. Точно, согласувам се милион И посто сега, со тоа. друга ствар, пред да завршиме, ти знам дека скокнамо многу повеќе од времето. Па можеме ние да збориме многу. А замисли, треба куче да шетам, и па да да си лигам да спијам. Леле. И ја треба Епа куче ништо, да ќе шетам. треба втор подкаст да правим. Втор дел за љубовните врски. Зошто секад Не ги бе ставаш? праши за сега, ајде ќе ги пролетаме на брзински. Не бе, за љубовните врски ме интересираш и зашо секогаш се шегуваш. Дали тоа ти е еден вид на одбрамбен систем? Како мислиш на шо? За љубовни врски, за дечковци, нели, за кога ќе се мажиш, секогаш стендапот ти е уврска со, нели, како етапно ти се поврзани во врска со врските, нели, со љубовни односи, со партнери. Ја и да неќам да се шегувам на тема љубовни врски е невозможно, затоа што мене универзумот ќе ми го прати најлудото сценарио, не дека е луд партнерот, него ќе се десат луди работи, кај што другарките на мене ми викаат, не бе човек, ова само тебе може да се случи. Обично луѓе идат на кафе, имаат најнормален дейт, нема ништо смешно на тој дейт, јас се враќам и звонам на другарка и правам, леле, морам да ти кажам што се случи. Ја и да неќам и да стакам, мене такви ситуации
Буквално, значи, другарките се газат од смеење. А вистината е многу едноставна. Ја досакав да се омажам, до сега ќе се омажам. Не еднаш, повеќе пати. Сите партнери што ги имав ми беа толку прекрасни луѓе, мене не ми е, никош нема да кажам ништо лошо за нив, само заради тоа што ме раскинала. Не е битно што како се случило, јас сум таа што сум донела одлука дека ова не е за мене, не сум спремна на тој левел така натаму. Така да мене, јас сакам, многу е нормално ти да сакаш да имаш фамилија и партнер, исто е многу нормално и да не сакаш, значи не осудувам ни едно ни друго. Јас сум од тие што сакаат, ама кога ќе дојде правиот момент за тоа, и мене не ми е гајле дали ќе биде тоа на 50, на 40, на 30, на 20, кога ќе се деси. И јас се зафракавам и луѓе мислат дека мене стварно ми е дојдено, не знам, до тоа мажачка, нема, значи, буквално пари зимам од че буквално зимам. Да, на сметка на тоа, да. Па што сакам дека мисла тоа? Па добро, кога ќе се омажиш, па тогаш ќе имаш стендап за брачни врски. Што како се случува? Ја правам толку настапи на стендап и ми беше многу интересно, завршувам со стендапот и доаѓа девојка и као ми честита, леле, знаеш, што и мене ми е многу тешко да го најдам правиот, вака, така, и сега се слушам, нели, се правиме мојот, окей, а ја имам дечко, ама ја не ќе никој да знае дека јас сум уврска. И јас завршувам со стендап. Буквално, он е позади сцена, ја не ќе ни да излезе, ни да го видат, ни да ме видат, ништо, затоа што ми е поставам многу строги граници, што ми е приватно, што ми е јавно. Така и треба, и ме гледаат девојчиња и после ми вика он, ова е за, фактички имав два настапи едно по друго, фактички втората тури, девојчиња ме видели, ми вика он седи у публика за да ме гледа и овие седат позади него, ми вика, леле, вика, те утепа, вика, од зборење цела вечер. А така ли, она лаже, овдека глуми лудило на бина, а уствари ја вите, има она дечко, и он се смеел на тоа. И јас сум стил, ја никој не лажам, никој не мамам со тој стендап. Ама тоа е претходно искуство. Ама јас искуство. стварно не гледам потреба, јас сега да излезам на сцена и на нив да им дефинирам дали сум врска, дали сум во брак. Па не, тоа е целта. И како е тоа врзано со мојот стендап. Да се раскажуваш, да. Па добро, тоа ни треба исто перцепцијата. Тоа е панивни проблем, како го тоа доживуват и што очекуваат од тоа. И некој вака да ме слуша ради стендапот и тоа што постирам на Инстаграм, некој ќе рече, па ти умре бе девојче сам. Да. Ма този нивни проблем, бре. Што викаш ти, взимам си пари или што и да е? Да. Не, тоа е Инстаграм, Ивана. Ја не планирам приватен точно, живот ја тоа сакаше да кажам. Значи, ние многу поразлични работи споделуваме, за разлика од тоа што е behind the scenes, нели, позади камера. И среќа што одбираме што да споделуваме. Не значи дека ако секој е решен да споделува апла што се праве, не значи дека и другите го прават. Добра, ајде да направиме еден wrap-up. Нено. Wrap-up? Мислам дека е... Минути, мајко. Мене тука отворија ми врата да ми кажат кучето, он вака ме гледа, чека, ке се шетамо и ние. Што да ви кажувам, он е многу возбуден, многу сака да излава. А wrap-up, Лори, тебе ти е тоа некако... Ај, мило, душиче. И оно беше мирно цело време, вака. Срце, мило. Па мирно и моето е мирно, ама он... Па не, но зашто не си го донесеш бе со тебе? Не ми е такнало. Па не знам. Ја толку интервјуа направив што ова е веќе истренирано, кој ќе го уклучам во светлото ринг лајдот, бегај, знае. Стварно. Неќе во моето неќе така многу да се да бидем да го држам у раци и он съска ќе го фане, не. Не, ја му кажав на моето. Кучиња на Инстаграм куќи им купуваат на сопствениците. Чекам од него, кај е мојта куќа. Да. Тувче беше на нено. Були фаќа се за работа. Да се значи да прави пари, шо е. Да. Лори, твој нека биде завршнио, ајде тоа wrap-up што викаш ти, не знам. Але леле, најтешко ми е да завршувам. Јас само можам да кажам чао и ајде да си легнем. Дебре, па ти тоа ли е wrap-up? Ти сека така, ајде направиме еден wrap-up, ја ќе речам ајде, јас сум мајка на деца, на муж, на сопруг, Ја немам време да филозофирам.
Па немој да викаш да правиме wrap-up. Може ли Нено да направиме wrap-up? Ја ќе речам може, ајде. Чао. И шо wrap-up е тоа? Иванче, Ајде, Душо, wrap-up фала ти тука. многу. Врзуве машничка. За официјално што си ни прва гостинка. Честни е, пошто стварно од Свети Никола испаднаа квалитетни луѓе и ти си една од нив. Фала што ни го препознаваш подкастот за нешто квалитетно. Баш ми е мило што ми кажа дека се израдувала што се враќам на сцена, мада не е ово тоа такво нешто, ама ќе растем у нешто поголемо. Фала ти многу, извини што овака касно те задржамо, надевам се дека утре ќе издржиш на работа. Така да тоа е од мене. Ќе се бајле у 5 кога ќе станам да трчам, како ќе ве пцујам. Ќе не жежат ушите. Трчеш. Трчам Бенино, шо да правам, трчам. Она си и вежба и дома има трака за одење, ајде. Па на таа трчам у 5 са бајле, И како да колку на скала од 0 до 100 колку е тешко да си Ивана? 150. Затоа што имам 50 Ивани у глава и кои ќе започнат да се караат една со друга. Леле вика трчам са бајле у 5. Па не, браво не, бре. не. Браво Ивана. Тоа е апсолутно. Ама знаеш како беше таа една жена што изјавила? Абе знаеш како години сум, имам висок притисок, ми најдоа покачен колестерол, дека ја сакам да трчам, но да не умрам. Ти, Ивана, ја мислам дека си за Америка, само зашто ти не останеш во Америка? Шо е работата тука? Шо толку Македонија? Ја во Америка, леле, бе, нема никош да го завршиме подкастот. Да, не, но само- Америка почнуваш нови прашања. Ама како, па не е она е за Америка, точка. Не, знаеш како, сите се мачеле што отишле у странства, посебно Америка, затоа што одиш без ништо, па да направиш нешто, јас стигам со стан од 90 квадрати, ме чека од фирма, ме чека нова кола што треба да ја возам, ме чека добра плата, добра работа, мене ми е, уште не стигнат у Америка, се беше на тамането. Плюс и по 5 дена буквално договорено интервју со Марија Главчева што живее таму, значи одма стапам и кod звезда па интервју е закажано и па снимање, па сликање, па преку неа се упознавам и најдобрата другарка Марија, значи другарки си правам за една недела, што се вика од моето стигање. Значи ја ќе биде греота да се пожалам и да речам дека мене Америка не ми приуштила и дава можност да имам се што сум сонувала, што сум сакал. Меѓутоа, главен фактор зашто си дојдов ја назад беше заради тоа што ја верував дека Америка за мене ќе биде многу тешко од оноа комбо што го имам, што сум open-minded, а истовремено ограничена ко балкон. Значи, истовремено не сум љубоморна и посесивна по природа, а истовремено ми смета муж ми да ми рече дека иде у стриптиз бар. У Америка мора да си многу Контрадикторна си сама на open-minded. себе. Да. И Да. кај мене тоа беше проблем. И сега гледаш како таму функционираат луѓе, ти си викаш ја тука дете не можам да растам затоа што е друга култура. Гледаш како се облекуваат, мислам има и нормални, ама 90% е скоро Превладува, голи да. по улици. Да, И ја викам, знаеш што, ајде се вратам у Македонија, какви сме, такви сме. Има колку и да сме добри, лоши, не осудувам, морални вредности имаме. Има, Значи, да. се уште морални вредности и Епа, да. воспитување домашно кај нас постои. Да. Уште ги држам малку под контрола. Али, Да. не ми е проблем да Има, се бе. селам у Шпанија и Италија ако треба. Абе, не таму е да. Шпанија, Италија. Ја те доживувам баш оноака на Америка, Американ стил, таква си, Абе, таков ти Кери на тебе Бречо! животот и тука. Кери Бречо. Кери Кери Бречо, да. а од друга страна имам прочитано дека Мерил Стрип ти е Да, ама она е нормална. Да. па добро, Кери Бречо е фиктивна, да речеме. Фиктивно нема. Мерил Стрип од сите што ги знаеме, многу нормална жената, уште нема ботокс на неја, нема ништо силиконско. Да, да. То- Америка е друг да, свет, точно, да, така Па е. друг И на свет, ама Мерил не. Стрип исто имаат речено на прво интервју таму за филм дека е грда, дека не е доволно убава. И ја исто Да. бев тргнат од телевизиски проект, затоа што мисица некоја на Македонија, не знам зашо беше прогласено, и ја донесоа она да биде водителка, не знае да бекне 2 збора. И мене ми вика, ти ќе пишеш текстови, некојаш и voice over ќе правиш за неа, она дека е лепотица ќе ставиме пред камера, викам. Супер, може. Пере. Бегај таму, тие такви работи мене ме вадат од кожа.
али покрај се ти си успешна, Ивана, и ти си тераш онака како што такво. И мојот врапап ќе биде само едно прашање: имаш ли, дали ти живееш, дали си поставуваш цели, дали си на тај принцип, и ако да, имаш ли некоја цел што уште не ти е реализирана? На што цел е, Ивана? Цел имам финансиска слобода да постигнам. Под финансиска слобода мислам да не бидам обрзана да станувам во не знам толку и толку часот, да работам од толку и толку, туку да биде сега ми се работи, сега не ми се работи. Сега сакам слободен ден, сега не икам слободен ден, затоа што сум креативен дух и таа финансиска слобода кога ќе ја достигнам, не викам да не работам, да не ме сватите погрешно и вие ни тие што ќе не слушате. Да имаш контрола малку поише врз. Да имам своја контрола врз тоа кога сакам да работам, а кога сакам да си земам слободен ден. Затоа што сум екстремно креативна и мислам дека вакви луѓе како нас тоа ни функционира најдобро. Од јас никогаш од 3 саат навечер сум сработала повеќе работа за 2 сати, него секој ден сум станувала. Не си ти са да речам, не смо ти ние за 4 зида канцеларија од 8 до 4 или 9 to 5, што викаат во Америка, затворени кутиче. Имам таква верзија од Ивана, ја имам. Океј, таа е среќна. Ама сакам единствен гол во животот ми, некој ќе рече да бидам среќна, да бидам бегета мој. Значи се сакаме пари. Да не се лежи. Сакам финансиска слобода. Да, некој само да сме среќни, сите да ми се живи и здрави. Јако ќе стигнам таа финансиска слобода и жива и здрава и среќна ќе бидам. Затоа што исполнета и се. Да. Alright, Ивана, многу фала за прифатената покана, исто така и од мене. Ај сега од мене драпа. Многу ми беше мило. Не ја лажам кога ќе ви речам, немам прифатено гостување, затоа ме немате видено ни по магазини, ни по ништо, значи веќе од подкастот, од како се да случија тие глупости, ја не сум била гостинка у ниедна емисија, сек да одбива. Да. Стакав да ве одбијам, волку бев близко и викам како да речам не сега на не. Значи Ненад, толку пати у животот, Ненад ќе водиш ли за мене за промоција за книга, нема проблем Ивана. Ненад да соработуваме заедно на проект, нема проблем Ивана. Со Лорета ќе направам нешто, ќе објавам, она ќе ми дае прва мислење, ова е добро, тоа не е добро, ова ми се свиѓа, сме размени. И како јас сега викам на нив двајца да им речам, слушате дечки, не ќе да гостувам. Не. Така да, ама на крај мило ми оствари што ја сум те разбрал, мислам у секој случај, али поштувам и стварно сум благодарен. Така поти ми е мерак да подражам. Да, фала ти. Драго ми е многу. Ние имаме многу што да збореме уште, пошто разгранита си ти, ја и Лорета, значи ние сме, можеме да збореме на многу теми, меѓутоа потрудимо се некои 90 минути да опфатеме што е можно поише од сето тоа. Ке ти посакам само блескави моменти у било кој сегмент од животот, дали професионален, дали љубовен, дали се, да си се што ти се случува да ти биде со конфети. Да блеска. Па заслужуваш, ти си оригинална, ти си посебна, квалитетна. Ја ви посакувам подкастот да расте, да оти правев подкаст, знам како е, да влезат спонзори. Живо здраво на свадба да му играмо. Да влезат спонзори. Не се парите, ама парите олеснуваат и мотивираат. И да си го избрендирате овој стил, што ќе бидете препознатливи, ќе знаат сите, тој подкаст е таков, сакам да ги гледам и релаксираат, оти ова е доба на подкаст и сега е моментот. Да. Ние сме уште на локално ниво, тоа ни е целта прво малку, затоа на диалекту што зборемо. Ако више идемо на такво, нормално дека не може да збореме на Свети Николски, ама да речем ајде некоја прва сезона. Ќе биде леле. Да. Ама не ваа сезона, да речем ајде ако е сезона, ќе биде вака, па после здрави потом ќе видиме. Да. Вие само држете се до да си бидете у добра комуникација, да си бидете свој и да ви е забавен подкастот, да не ви станува обврска, оти тоа мене, ја тука усетив дека нешто не клика. Тука више завршува магијата. Да. И фала ви многу на убави зборови, на пофалба, на муабет, на се. И ајте луѓе. Ајде, ча. Ајде, кој шо да правиме и да пиеме. Шетај. Минути цигара немам запалено. Ајде, шетајте. Јас лајко сум. Ама верувам дека ти е. Чао.
Авторите на оваа содржина не сносат никаква одговорност доколку одлучите да ги сватите нивните мислења премногу сериозно, а при тоа направите општ хаос. Сите изјави и ставови ги слушате на сопствена одговорност, а доколку ви се случи нешто лошо, длабоко вдишете и потсетете се дека секогаш можете да го обвините ретроградниот Меркур.